Тоа е Скупскиот антички театар, на кого на 7. јуни 2003 година, точно пред 20 години, со театарот Скрби и утеха, ја одигравме представата Деноносии. 20 години се поминати, се уште театарот не е ставен во функција да биде театар, да доаѓаат луѓе да го гледаат и е во, како да речам, завидно, незавидна положба, неискосено, камењата не се поставени, сцената е на исто ниво, ништо не е чепнато. Дали тоа покажува негрижа кон македонската култура? Ние во меѓувреме подпишуваме под притисок разни договори да се откажеме од антиката, па од средниот век, да се откажеме од самите себе. Македонската култура не може да се сопре, полуостровот се именувал Македонски, митскиот македонски цар Орфеј, Александар Македонецот, Македонскиот царство, Македонски фестивал кај Борза и Хамонд. Видете, Пиер Македонецот кој вовел култот кон 9 музи. Сето тоа е дел од македонската култура и веројатно сега студентите денеска ќе го зборуваат Сердарот после 20 години, ете факултетот за драмски уметности ќе практично повторно ќе одигра македонски на македонски јазик текстови. Вториот Хомер Григор Прличев именуван така затоа што тие знаеле дека и првиот Хомер и вториот Хомер и ние сега можеме да зборуваме третиот се македонци. Тоа е целата суштина. Македонија, македонски полуостров, македонска античка култура. Ете сме на Скупи и ние тука правиме едно истражување, нели Сердарот, стиховите на Сердарот во античкиот македонски театар. Тоа е целата суштина. Овој театар инаку собирал 9000, според она што ми го кажуваше Борза, Милош Билбија. Пречникот на диаметарот на театарот е некаде меѓу 30 метри, она како што е во Епидаор и во големите во театарот во Еге, каде што се играле ората, оро ке строи оркестрата, оро ке се ори, ке се строи, каде што имало во Дион, например, светиот град на македонците, исто така под планината Олимп, театар со подземни, надземни простори, со топла вода. Видете, ние зборуваме за една култура на славење, култура на играње, на песни ора, да победиме, значи да победиме со култура. Она што Гоце Делчев го кажува, дека светот е поле за културен надпревар меѓу народите. Толку за сега, па ќе видиме како Господ. И благодарам на управата која се грижи за овој антички македонски театар, кој инаку според датацијата на сцената, на задниот дел, на предниот дел на сцената, го именуваат како римски, инаку никогаш не се случувале гладиаторски борби. Тој е дел од 4 македонски антички театри: Стоби, Хераклеја, Скупи, те сакам Господи, и Охридскиот Лихнидос. Тоа покажува една култура, македонска култура, која не можете да избришете. Секако запишане во духовниот свет, во Светото писмо. Кај апостол Павле, дела 16:9, ноќес касунував еден сон македонец, кој ми молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. Ете, тоа е суштината, како тој повторно да дојде таа поврзаност на македонската култура со Бог. Тоа е целата суштина. Деус ен махина, што го вовел Еврипид на дворот на македонскиот цар Архелај. И денеска повторно, после 20 години, факултетот за драмски уметности со збор, со слово, со духовно слово од Сердарот ќе го освети овој театар со надеж дека нема да се плашат да го возобноват и тука да се случува култура. Точно квалитативна промена. Позади камерата. Гледате колку е се различно. Да дури да речем во ова парче кој што обично удало раскажуваш како е христијан, нели, за албанците, гледај денес како се крена. И сите имаше по 2 октави повисоко зборувки. Сите бевте добри, одлично. Вие сега сеќавате дека ова е свето место. Овде се играл театар, значи 500 години пред Исус до денеска, 2500 години во Македонија се игра театар. За жал, ваква е состојбата. Тие не сакаат да го возобноват. Видете, сега со политички договори, затоа го оставаат театарот на ова ниво.
Инаку Од овој 19 век е пронајдена, се извинувам. да, професор, овој 19. театар го датираат они, нема доказ кој го изградил, според фасадната, украсна фасадна на ова била сцената. Тука имаше кој јас бев столбови и како олтар во црква се гледа директно. И од тука излегуваат актерите. Според тоа утврдуваат дека е театарот римски. Овде никогаш немало гладиаторски борби. Римјаните кога дошле во Македонија, првин што 100 години немале театар, почнале да се убиваат животни бидејќи немале драми. Откога ги пренеле македонците учители ги донеле во Рим, почнале да имаат драми и позната е реченицата, анегдотата, односно Македони, тути команданти, тути солдати, тути генерали. Македонците се и војници, и генерали, и команданти, и писатели. Значи, тој е еден од 4 антички театри. Пред 20 години сме играле представа, овде беше чисто. Значи, дојдоа 3 свештеника, го осветија, игра Оро Александар Македонски и ние игравме представа Деноносија антички театар. И го предложивме да се возобнови. После 20 години вие сте првите, односно втори, кои доаѓате да го осветиме овој театар. И сеќавате кое е чувството да зборуваш овде. Кој ќе отидеме во Стобив година со Илијадата, ако можеме и оваа година ќе видиме и со беседништвото, ќе видите таму кога е театарот отворен какво чувство ви дава. Дека е храм, дека овде се игра, се зборувало. Театарот се правеле и свадби, например. Тој бил како црквата во денеска. Тако е направена свадбата на Александар Молосиски, односно Филип II е убиен во театарот во Егена свадба на негови роднини. Значи, кога дошле да влезат до сцената, па за му забил нож и целата публика после слегнала на крвната жртва да му се поклони на Филип на телото. Значи, зборуваме за еден добар принцип да го запомните ова чувство кога играш во античкиот театар, на 2-3 километри од центарот на градот, да не се возобнови антички театар, туристичка атракција, да се играат фестивали и така натаму. Велешани направија добро, го направија тој антички театар, античка драма, не можеа да го наречат македонски заради проблеми, но сепак таму се играше, па се укинаа парите, па пак се враќа. Значи, гледате кој ќе дојде таму публика, ќе видите како ќе се затресете, која сцена е, кој глас ви треба, и видовте сега, ви се шири гласот, движењето е поинакво, потоа ќе направиме една анкета, ќе видиме како е. Јас сум навистина задоволен што дојдовте, се крена работата од она таму што е на Федеу, како една барака која се распоѓа. Сетивте сега една друга. И ова беше отворање на сите. Нема одбивање на глас тука, Да. возвраќање на звуки, тука е... И јас ќе морам за жал да ви пишам високи оценки. Се шегувам. Убај деца. Не можеме да одиме во кафе, а немате многу часови, ве мачат на тој Феде. А може да кафе дојдеме, на кафенце, но може да... Ајде, кај ќе одиме на Јас кафе. предлагам, ако знаете дека од оздола од кај Александар Палас, па вртиме десно, има се е во градина. Самиот парк и целото е градина. Во лифт, да. Во лифт, да. Ајде, кој знае ќе ме водете. Приставате високи оцени, па не е феро.